Деветгодишната Селма Демир пред 2 дена се здобила со големи изгореници по лицето, вратот и наградите, кога ја палела печката на дрва во нивниот дом. Веднаш била однесена во болница, но како што вели низината мајка Јагода, таму не ја примиле бидејќи немала да плати 2000 денари на ден за да може да остане со девојчето. Селма, која има здравствено осигурување, освен тешките изгореници има и епилепсија, поради што мора да биде со придружник во болница. Јагода Реджепе самохрана мајка и вели дека поради честите напади мора да го придружува девојчето. Сето ова се случувало на клиниката за детска хирургија, откако претходно од болницата 8 септември била пратена таму. Јагода се вратила дома со девојчето, кое сега е со тешки болки и во агонија. Комшиката дојде са вале да пиеме по едно кафе. Ја додека да идам натре да ги мијам шолите. И она натре комшиката беше Сонја. Тоа е многу за 2 минута. И вуна беше бузата, него и се фаќа. И за 2 минута, кога ме вика комшиката, ја кога видов изгори се сварите све на незе, ја паднав тука. Прво во 8 септември ја носив таксистот, после мо таму право пластична хирургија, ми дадоа 2 инфузии, ми пратиле дома, ми барале пари, ја нема могуćност, се вративме дома. Директорот на болницата 8 септември за нова тврди дека нема детско оделение ниту центар за изгореници, затоа девојчето било препратено на скопските клиники, но рече дека морала да биде задржана иако мајката немала да плати, бидејќи од самите изгореници може да добие инфекција која што може да биде фатална по живот. Од друга страна, директорот на клиниката за детска хирургија Ристе Симеонов тврди дека не е точно дека мајката била вратена. Тој посочи дека со вакви изгореници и со терапија може да се лекува и дома. Не е точно дека мајката е вратена, но таа и не морала да плати. Сме имале случаи кога луѓе немале пари и не сме ги враќале. Сепак правилото од 2000 денари на ден е воведено за да не инсистира да остане родителот, бидејќи во таква ситуација ќе немаме слободни кревети, рече Симеонов за Нова. Јагода живее со нејзината ќерка и старата мајка под кирија во оваа куќичка во скопската населба Шуто Ризари. Единствениот приход е посебниот додаток од 5500 денари кој го добива заради болеста на девојчето, кој доцни цели 4 месеци. Таа вели дека е принудена да ја пружи раката и да проси за да може да преживеат. Што оние меѓутоа ја му кажам, убаво, викам, ја не се карам со вас. Она е меѓутоа е болна со епилепсија. Ја мора како мајка ја со неа да бидам. Тој дете паѓа. И сега како се изгори, више она е цела изгорина. И мене ми топи душата. И нема 2 дена е како изгори. Има болки? И има, у ден има помалку, ама на вечер многу има. Вие сте работите ли нешто што... Не, ние земаме пари од него што е болно од епилепсија и уште не ги земавме, 4-5 месеци не ги зедов. По кирија живееме тука. Земаме 5500 за неа, 5000 платиме кирија, 50 милиарди живееме. И идам по некој пада, ви кажам, просам да со девојчето кога ми е здрава, кога не е без да биде изгорен, идам просам со неа. Мора, со 50 милиарди не можам ја со неа да искочам украј. Кај да идам да се жалам, кога не сум писмена, не сум ово, ништо. Дома си седам, идам со просење, земам 200-300 дина, доаѓам дома, тоа е. Додека екипата на Нова беше кај семејството, се појави и градоначалникот на Шуто Ризари, Елвис Бајрам, кој за настанот разбрал од социјалните мрежи. Пријавено, да знаете, ќе дојдат со брза помош, ќе однесеме девојчето. Во болница, онма хитно, се што треба да се преземе. Во која болница ќе? Државна ќе мислам. Државна и ние ќе појдеме таму док не ја сместиме се. Да. Од општината ветија дека ќе ги платат трошоците за лекувањето и престојот на мајката. Ние како општина ќе презееме целата обврска према детето, односно во истиот момент ќе отидеме, ако е потребно со детево, и до градска болница. Значи веќе разговаравме со заменик министерот за труд и социјална политика, ќе мора и мајката да седи во болница заедно со ќерката. Да, значи сите трошоци што ќе произлезат од девојчето, односно и од мајката, ние како општина
согласно нашите законски регулативи, ќе презееме да ги платиме. Откако беше алармирано и приказната за Санела почна да кружи на социјалните мрежи, експресно стигнала брзата помош и таа е однесена на клиниката за детска хирургија, каде што е задржана на лекување. Според информациите на Нова, многу мајки не можат да останат со своите деца на оваа клиника поради високата тарифа која се одредила самата клиника. На клиниката за детски болести пак придружникот плаќа 800 денари на ден. На децата со посебни потреби, како што е Санела, со конзилијарно мислење им е одобрено да не им се наплаќа за престојот на родителот.